Верувам дека слушнавме многу поучни зборови, слово кое што вдахнува во животи, кое што ви ја покажува целата слика, Божиот план за целото човештво, за спасение на човештвото преку Исус Христос, кој што е Божиот Син. Имено ние сите го познавме Бога, бидејќи Исус ни се објави и преку Исус ние го познаваме Господ кој е. Инаку луѓето претходно не го познаваа Бога и се клањаа на различни идоли, на молњата, на различните ветрови и така натаму, и со тоа суеверие мислеа дека му веруваат на Бога и дека го почитуваат, а всушност што правеа? Правеа идолопоклонство, се заблудуваа себе си и при тоа одеа против Бога. Евреите се Израел или израелскиот народ, евреите, тие се избран род, Господ ги определил, ги избрал, меѓутоа преку Израел, преку евреите доаѓа и Исус. Исус е евреј. Многу луѓе не го знаат тоа, меѓутоа точно преку нив доаѓа спасението. Именно преку Исус имаме спасение. Од што спасение, драги мои? Од вечна смрт. Знаете ли зошто? Затоа што секој од нас грешил. Сите ние сме грешни. И во Библијата пишува дека секој што ќе сгреши, заслужува смрт, според Божиот закон, затоа што Бог е совршен и Он не гледа кроз прсти, нели? Туку гледа праведно суди. Он е судија, свет и праведен. И сите ние ќе се исправиме пред тој Господ еден ден, еден миг, и треба да дадеме сметка за сите наши помисли, зборови, постапки и дела. Колку пати ние сме сгрешиле со помисла? Колку пати ние сме погледнале со пожелание да го имаме она што некој друг го има? Колку пати ние сме излажале со нашата уста или сме направиле некој греф? Многу пати. Според тие Божји заповеди кои што ги знаете и кои што не ни се среќаваат често, ние не можеме да ги запазиме тие заповеди. Имено колку и да се трудиме да не сгрешиме, пак ќе се испушти, пак нешто ќе излезе од устата, пак некој поглед, пак некоја покварена мисла ќе помине ни срцето. И во тие моменти ние знаеме дека тоа е грешно. А платата за греф е смрт. Значи имаме заповеди, но тие заповеди само не уверуваат и ни покажуваат колку ние сме грешни. И сега јас сакам мојата порака вечерва да ја споделам со вас, заради тоа што сметам дека е клучно да научиме малку подлабоко во врска со тоа кој е Бог. Вие знаете дека Бог, како што спомнав, е свет, совршен, праведен. Тој престојува во вечна и недопирлива светлина. Пред 3500 години Мојсей е еден од луѓето кој што бил во близок контакт со Бога. Имал средба со Господа. Сте гледали по филмови, сте читали од Библијата. Но токму во таа средба со Господ пишано е, вели во Излез 33:20, и потоа рече: но лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Така Господ му кажа на Мојсей: пази, лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Од тука гледаме дека ние не можеме да го видиме Господа во Стариот Завет. Господ објавува посланија преку пророците, преку избрани луѓе и го објавува своето слово и својата волја. Но во Новиот Завет пак читаме за оваа светост на Бога од апостол Павле во 1 Тимотеј 1 глава 17 стих, вели вака: а на царот на вековите, на нераспадливиот, невидливиот, единствен, премудар Бог, нека е чест и слава во сите векови. Амин. Значи апостол Павле објаснува на кого му припаѓа честа и славата во сите векови. Вели: а на царот на вековите, на нераспадливиот, невидливиот, единствен, премудар Бог, нека е чест и слава во сите векови. Амин. Тоа е многу силно да го знаеме, бидејќи тоа го објаснува и ги објаснува карактеристиките на Бог и на неговиот карактер и на неговата суштина. Исто така ќе прочитам од Новиот Завет, каде што апостол Павле се обраќа, и ќе прочитам од евреите, вели: и така примајќи го непоколебливото царство, да искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бога, благоугодно со почит, вели, и во страв, бидејќи нашиот Бог е оган што изгорува. Каков е нашиот Бог?
Да слушна, може ли уште еднаш? Сега замислете таа слика за Бог кој што како оган проголтува и ја изразува Божјата светост на начин што е недостапен, бидејќи тоа е како оган што проголтува ако се приближиш. Поради неговата светост Бог е одделен. Светост значи хагиос од грчкиот збор, Библијата, Новиот Завет е пишувано на грчки, и хагиос зборот значи светост, во превод одделен. Соодветно, поради неговата светост, Бог е за секогаш нели одделен од човекот, одделен е од својата креација. Нашиот Господ живее во тотална чистота и светост, која што пак за обичните смртници е премногу далечна. Во стихот што го слушнавме сега и што го повторивме 3 пати, што ни објаснува? Објаснува не дека Бог беше оган, туку објаснува дека тој е оган што проголтува, што значи дека тој е оган што проголтува, не е минато дејство. Не е само во Стариот Завет. Бог е за секогаш свет. Амин? Соодветно, за да се реши проблемот со Бог кој што е непристапен или недостапен, самиот Бог одлучи да дојде, да биде со нас, како еден од нас, имено за да умре за целиот свет на изгубените грешници, да ги помири со себе и одново да ги врати во своето присуство. Колку е милостив Бог! Имено, ако Бог немаше иницијатива да се објави и да се покаже на отпаднатото и грешно човештво, ако тој не одлучеше да слезе од неговото свето пребивалиште, меѓу луѓето да слезе, тогаш човештвото не би имало надеж за спасение, нели? Тогаш човештвото не би имало надеж за спасение, затоа што сите луѓе сгрешија, секој отпадна од неговата слава и заслужија вечна смрт. Зошто ова го зборуваме? Затоа што Божик е време кога го празнуваме доаѓањето на Бог да биде со нас. Без да праќа, како претходно во Стариот Завет, кога праќаше пророци, кога праќаше свештеници, ангели да донесат послание или да издигнува кралеви за да се извршува неговата волја. Соодветно, сега во овој случај што учиме? Што е Божик? Божик не е моментот дека Бог испраќа, туку Божик е моментот кога Бог доаѓа. Амин. Зборот Емануел доаѓа од еврејските зборови Иману, што значи со нас, и Ел, што значи Бог. И истото значење го има и на грчки јазик. Зборот Емануел се среќава 3 пати во Библијата, и ќе ви прочитам првиот стих е Исаија, пророкот Исаија, во 7 глава, 14 стих вели: затоа самиот Господ ќе ви даде доказ. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Потоа другиот стих е исто така во Исаија, во 8 глава, во 8 стих, вели: ќе навлезе во Јудеја, ќе се разлее, ќе ја преплави, ќе се искачи до нејзиното грло и ќе ги расшири своите крила преку целата твоја земја, о Емануеле. И наредниот стих, кој што го среќаваме овој пат во Новиот Завет, тоа е во Евангелие по Матеј, во 1 глава, вели: а сето тоа стана за да се исполни она што Господ го рече преку пророкот, кој вели: ете, девица ќе зачне, ќе роди син и ќе го наречат Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. Емануел. Бог со нас. Амин. Матеј го цитира Исаија, пророкот Исаија, кој што, како што спомна и претходните служители, пророкот Исаија прорече 700 години пред Христа, објави дека ќе дојде Месијата. Тој го објави тоа преку пророштво, а истото се исполни преку Јешуа или Исус во превод, и Матеј тоа го цитира како исполнување на пророштвото. Евреите очекуваа и имаат представа дека Месијата е фигура, личност која што ќе воспостави царство, но тоа е во конотација на политичка перцепција и економска стабилност.
не очекуваа дека тој ќе биде пратеникот кој што доаѓа од небото и кој што ќе дојде да го прогласи Царството Господово. Царството Господово кое што се темели на љубовта Божја. На оние ситни нешта, не да се Царство Божје кое што не разрушува, кое што не користи средства со оружје да освојува територија, туку Царство Божје кое што се шири со љубовта Господова преку пораката, радосната вест која гласи што Бог толку го возљуби светот и го даде својот син за секој што ќе поверува во него да не погине, туку да прими вечен живот. Името Емануел јасно го објаснува Божјото присуство. Емануел, Бог со нас, тоа е Божјото присуство, односно Бог да е присутен со неговиот народ. Идејата Бог со нас или Емануел е всушност исполнување на сите Божји ветувања кои што се запишани во Библијата, како за Израел, за народот Израелов, така и за сите незнабожци кои што кога ќе поверуваат во Исус, стануваат помирени со Бога, стануваат Божји народ, свет народ, свето царско свештенство и ќе живее и ќе оди и ќе чекори со Бога и ќе го прославува неговото име. Ова е целото воспоставено според Божјиот совршен план преку жртвувањето на Исус кој што е единствениот син Божји кој што дојде на Божик во кревко тело, во мало семејство, во јасли, немаше никаде Марија да се породи. Во скромни, прескромни услови за од таква ранливост со љубов да го победува злото. И тоа нас ни остави пример, ако ние го следиме Христос, тој пример на љубов, на скромност, на понизност, именно тоа е победата која што Исус ни ја дава да ја живееме и со тоа да го прославуваме неговото име. Божјата волја ја читаме во Откровение 21 глава, во 3 и 4 стих, вели: и чув силен глас од небото, велејќи: еве го Божјиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив, и ќе избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Тоа го гледаме во Откровение, каде што се заокружува сликата и целта е навистина Бог со нас, именно Бог да го постави неговиот шатор меѓу нас и ние да живееме во вечноста во целосно единство сплотени во Христовата љубов. Амин. Би можел да заокружам со пораката од посланието до Галатјаните во 4 глава, каде што вели: кога дојде определеното време, Бог го прати својот син. Тој се роди од жена и живееше под законот. Кој закон? Законот на Мојсей. Бог го испрати Христос за да не ослободи од законот и преку посвојување да не направи Божји деца. За да ви докаже дека и вие неевреите станавте негови деца, Бог го испрати во нашите срца духот на својот син. Духот ви дава слобода да му се обраќате на Бог со Аба, односно татко. Така сега не сте веќе робови, туку Божји деца, а штом сте Божји деца, вие ќе наследите се што е Божјо. Амин. Како се станува Божјо дете? Дали има одреден критериум да станеш Божјо дете? Значи, ние вечерва не зборуваме за Божик по традиција. Ние сега не зборуваме за гранчиња, не зборуваме за лепчиња, не зборуваме за традиции и ритуали. Ние зборуваме за суштината на овој празник. Што празнуваме? Луѓето не знаат што празнуваат. Вечерва вие знаете што празнуваме сите заедно. И од овде ќе си одите и тоа ќе го разгласите. Без разлика дали го празнувате на 25 или на 7 јануари, вие ќе имате можност и привилегија некој човек кој што сака да го почитува Господ, да му покажете, односно да му раскажете што тој празнува. Ние го празнуваме Исус, раѓањето на Исус. Зошто Исус дојде? За да ги спаси грешниците, да ги избави од вечна смрт. На каков начин? Давајќи го својот живот на крстот, односно жртвувајќи се, та со својата жртва да го плати нашиот долг за гревот што го вршевме.
Ако веруваме во Исус, ако поверуваме, званично кажам, Исусе, верувам во Тебе дека си Божиот Син, тогаш вели во Библијата, а на сите оние што поверуваа во Него, Господ им даде, што? Власт да станат Божји деца, кои што не се родија од блуд, од машка поход, туку се родија од Бога. И ова е една силна порака, која што секој од вас има можност малку подлабоко да ја прими во своето срце. Значи, вие, ако верувате во Исус дека дојде, дека изврши Божјата волја, и прифатите во вашето срце дека Тој го даде својот живот, за вие вистински да живеете и кога ќе заминете од овој свет, наместо вечна смрт да примите вечен живот и да имате заедништво со Бога, тогаш ако таа радосна вест ја поверувате, ја примите во вашето срце, тогаш вие по милост Божја станувате Божји деца. Алелуја! Многу луѓе мислат дека со добри дела ќе ги стекнат тие места горе во Царството Божјо. Мислат дека ако дава донации, ако уплатат фреска да се црта во некој храм, ако не знам направат некои големи добри дела, тогаш мислат дека Господ, ти шефе, директоре, ти за фрескава таму што е нацрта, за тебе на прв ред ќе те турам. Тоа така не оди. Така да ние со добри дела не можеме да се оправдаме пред Господа. Туку само со вера во Исус. Но, ако јас верувам во Исус и сум го примил во моето срце, тогаш тоа ме трансформира. Ме променува. Ако претходно сум лажел и не сум знаел дека лагата е грев, или сум пцуел, ами сите прават, јас сум опцул голема работа, но ако сватам дека Исус не пцуеше, а јас сум го примил во срцето, тогаш треба и јас да се пазам, да не го правам тоа. Кога ќе го примам Исус во срцето, тогаш ќе одам во таа чистота што Господ ја покажува во Библијата. Исус пцуеше ли? Лажеше? Се коцкаше? Што друго? Пушеше? Пиеше? Менуваше партнерки? Не, драги мои. Тој е Божиот Син. Во него немаше грев, во неговата уста немаше лага. Он беше во тело и беше потполно склон на сите оние нешта кои што и ние ги чувствуваме како потреба за јадење, потреба за вршење едно, друго, трето, но тој не вршеше. Во него немаше грев и он ни покажа пат на љубов, на чистота, пат во кој што тој чекореше во заедништво со Бога и под водство на Светиот Дух. Сега преку Исус, ако вие верувате во вашето срце, Господ го дава неговиот Свети Дух, третата личност од Тројството, Отецот, Синот и Светиот Дух. И тој Свети Дух за кој што сестра Јана зборуваше, тој ќе ве води во таа чистота, во усовршување, во таа светост Божја, се повеќе и повеќе, до степен да ве преобрази и да наликувате на Христовиот карактер. И тоа е Божја милост. Дали сакате да ве водам во кратка молитва, за да сте сигурни дека сте го примиле Исус во вашето срце, та и вие да станете Божји деца? Ајде, кој сака нека крене рака и нека повторува. Господе Семоќен, во овој час јас изјавувам дека верувам во Исус Христос. Верувам дека тој е Синот Твој, кој што дојде на земјата преку девица, што зачна од Светиот Дух. Верувам дека Исус ја изврши Божјата волја и дека на крајот беше распнат на крстот, доброволно тој пристапи заради мене и моите гревови. Тој ја прими мојата казна и наместо јас да загинам за моите гревови, тој за мене го даде својот живот. И ја пролеа неговата крв за јас да бидам оправдан и исчистен од вина. Верувам дека со неговите рани ме исцели и верувам дека тој го зеде сето проклетство за јас преку него да примам благослов. Верувам дека Исус умре на крстот, беше погребан и на трет ден воскресна. А сега званично
Го примам Исус Христос за мој Господ и Спасител. Верувам во Него и од овој момент Неговата љубов го освојува моето срце. Затоа одлучувам да не одам по патот на темнината, криминалот, пороците, гревовите. Затоа се кајам за секој мој грев, се одрекувам од грешниот живот и од овој момент со љубовта на Бога простувам на сите што лошо ми мислеа. Фала ти, Господи, што Твојата љубов ја запечатуваш во моето срце. Јас ти благодарам и те молам, напиши ми го името во книгата на животот. Сега со вера го примам спасението, обезбедено по милост Божја преку Господ Исус Христос. Кажете сега, дојди Господи Исусе Христе, дојди во мојот живот, застани на престолот на мојот живот. Живеј во мене, владеј со мене, јас целосно сум Твој. И се предавам на Твојата волја и нека е вечна Твојата слава. Слава Ти, Господи Исусе Христе, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Алелуја, слава на Бога. Еве со оваа молитва вие пристапувате кон Бога и од овој момент треба да знаете дека Господ ги слушна вашите срца и она што излезе од вашите усни. Може би не му придавате толку значење, но тоа е од огромно значење и верувам дека именно не го повторувавте ова махинално, туку навистина дека во овој час вашите имиња се запишани во книгата на животот. Слава на Бога! Кога ние сме во единство со Бога и кога живееме во Неговата љубов, излишно е да се зборува за политика, за различни цркви, деноминации, за различни амбиции и различни цели. Според мене единствена цел што човекот треба да ја има на овој живот е љубовта. Именно без љубов нема радост и нема живот. Може да имате пари, но пак да не сте радосни, пак да ви е сува во срцето. Може да имате се останато, пак да немате здравие или нешто друго да недостасува. Но јас сакам да ви споделам, што и да ви недостасува, Бог таа празнина ќе ја исполни со Неговата љубов, ако вие му дозволите. Неговата љубов е совршена и го ослободува вашиот живот од страв и од сето она што не е од Господа. Затоа, за да вие се храните духовно, како што се храниме, нели, со физички средства, односно храна и ресурси употребуваме, јадеме зеленчуци, месо, протеини, така натаму, тоа влијае на нашиот имунитет, на нашата крв. Така во овој случај, за духовно да сте јаки и да не колабирате, и да не живеете падни стани, туку да сте константно во радост и во љубов, во една жива вера во Господа, потребно е да се храните духовно. Единствена храна која што го заситува срцето и ја пополнува празнината во вас, тоа е Светото Писмо, Библијата. Можете да ја купите од оние книжари кои што се познати, како да не ги рекламирам, меѓутоа сегде ги има и можете да пристапите. Но јас ве уверувам дека ако вие направите чекор кон Бога, тогаш и Тој ќе направи чекор кон вас. Многу луѓе велат: Господи, ако те има, зошто не ми помогна? Затоа што Господ чека на тебе да го направиш првиот чекор, а потоа и Он ќе се приближи кон тебе. А кој би бил тој прв чекор? Еве го направивте овој момент, а сега наредните моменти ќе се клучни и ќе се многу важни за вашиот духовен напредок. Имено затоа ве охрабрувам да почнете да читате Свето Писмо. Заради тоа што тоа мене ме трансформираше и во моето срце, и во мојот карактер, и воопшто целиот мој живот. Ако вие така се храните, тогаш ќе видите како тие мисли на клетост,
на нечистотија, оние состојби на страв, оние состојби на грижи, кои што надвор постојано ги има. Луѓето постојано се грижат, постојано се нервозни. Но ако вие пристапите кон Словото Божјо, тоа Слово се отелотвори. Она Слово кога Господ рече да биде светлина и бидна светлина, тоа истото Слово од самиот почеток пред 2018 години се отелотвори. Тоа е Емануел или Јешуа или Исус, кој што е Господ со нас. И јас знам кога Господ е со нас, дека нема ништо против нас. Имено може да има најава за бури, за битки, за војни, за различни пораки кои што ѓаволот ги праќа, било во твојата психа, во твоите мисли, грижа за семејството, за децата, нема да се успее, болест ќе дојде едно друго. Наместо да се борите, вие ќе победувате. Ќе победувате преку Него, бидејќи Тој е победникот и нашиот избавител, кој што не избави од царството на темнината и не пресели во Неговото царство, царството на светлината. Него му припаѓа сета слава и чест, затоа во името на Исус, нека дадеме слава и чест на Господа и да заплескаме со рацете. Слава на Бога! Во овој момент, она што е важно да сватите дека ние го примивме најголемиот подарок. Именно кога Исус беше роден во јаслите, дојдоа тројца мудреци. И што му донесоа, дали знаете? Подароци. Се какви подароци беа? Злато? Смирна? Добро, Демјан. Значи, знаете, зошто? Затоа што тој е царот на царевите. И од тука може би да ја поврземе традицијата со дар, со подарок. И затоа може би си подаруваме подароци. Многу пати луѓето си подаруваат бидејќи било Нова година. Е голема работа кој е Нова година. Е добро да е Нова година, Стара година. Зошто подарок? Кој е смислата да имаш ти подарок или да дадеш некому подарок? Најголемиот подарок за овој свет и за човештвото е Исус Христос. И бидејќи тоа го препозна овие мудреци, тие донесоа подароци и му се поклонија. Имено и затоа и ние, преку тој пример, сега секој еден од нас, кој што е вклучен во оваа заедница, се потрудил, учествувал сето тоа, но таа традиција на делење подароци одлучивме и ние да ја имаме тука. Посебно на најмалечките кои што треба да знаат дека сите добри дарови доаѓаат само од Бога, во кого нема ни сенка од промена. Соодветно, наместо да ги лажеме дечињата, ние треба да им кажуваме од кого доаѓаат подароците и кој е најголемиот дар кој што човек може да го прими. Од тука да почне вистината Божја да живее во дечињата, затоа што вистината Божја ослободува. Амин.